Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на магазинот за родителство 0+ месеци. Се повеќе родители денес се прашуваат дали нивното дете ќе порасне доволно или пубертетот ќе го скрати растот. Бидејќи децата се порано влегуваат во пубертет, стравот дека ќе останат ниски е се поприсутен. Што денеска значи нормален почеток на пубертетот? Дали во тој процес имаат влијание и дебелината, тироидната жлеза, но и инсулинската резистенција? Родителите често се изненадени кога ендокринологот ќе побара рентген на шаката на нивното дете при проценката на пубертетот. Што точно покажува ова снимање? За сето ова денеска разговараме со професор доктор Марина Крстевска-Константинова, детски ендокринолог. Останете на Телма. Зошто момчињата и девојчињата се порано влегуваат во пубертет? Ова прашање ќе го поставиме на професор доктор Марина Крстевска-Константинова, детски ендокринолог од Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Професорке, добар ден, добре дојдовте во студиото на Телма. Ви благодарам многу на поканата. Ги поздравувам во исто време вашите ценети гледачи и се надевам дека ќе одговориме на некои прашања. Родителите велат дека нивните деца се побрзо созреваат. Од медицински аспект, кога е нормално да започне пубертетот, на која возраст? Знаете што, пред околу 100 години пубертетот бил задоцнет. Значи, девојчињата и машките влегувале многу покасно во пубертет. Девојчињата негде околу 17 години ја добивале својата прва менструација и тоа со тек на време се сменило многу. Значи, денеска и уште трендот е уште пред 25-30 години да се порано започнува пубертетот. Така да имавме со една наша докторантка во северо-западниот дел од Македонија, испитуваше пубертет и телесна маса, односно гојазност кај деца. И она откри дека се порано има девојчиња кои што влегуваат во пубертет. Исто така и нашиве сознанија на клиника е дека се порано почнува пубертетот и тоа најчесто околу 10-та година, што е порано. Значи 10-та година и кај девојчињата и кај момчињата е некоја долна граница за почеток на пубертет? Не, прво ќе кажам дека трендот е обратен. Значи кај девојчињата порано почнува пубертетот, додека кај момчињата задоцнува пубертетот. Професорке, споминавте дека девојчињата порано влегуваат во пубертет во споредба со момчињата. Така. Познато ли е зошто е тоа така? Па знаете што, тука влијаат многу фактори. Околински фактори влијаат, генетиката влијае, значи кога мајката влегла во пубертет. Така да морам да кажам дека модерниот начин на живот, модерната исхрана, мислам брзата храна, исто така гојазноста, значи имаме еден австрийски научник Фриш кој пред 50-60 години утврдил дека потребно е да има критична маса, значи критична количина на масно ткиво за да започне пубертетот. Така да гојазните деца малце порано влегуваат во пубертет отколку тие што се послаби. Но морам да кажам дека многу е важно околински фактори. Што значи тоа? Значи расната припадност е многу важна, затоа што има студии американски, Херман Сигиденс, огромна студија на 32.000 деца, кои што покажува дека црната раса порано влегува во пубертет, негде околу 7,5 години се појавуваат првите секундарни сексуални знаци, отколку кај белата. Исто така и други етнички заедници, морам да кажам кај нас, во нашава земја, ромската популација порано влегува во пубертет, отколку другите етнички заедници. Така да многу фактори делуваат. И тука е важно да се напомене дека треба да ја знаеме хипоталамично хипофизарна гонадална оска, која што во хипоталамусот постојат ексцитаторни неуротрансмитери кои што го започнуваат пубертетот. Тоа се киспептинот како главен, значи и инхибиторни кои што го зауставуваат пубертетот, тоа е габа и други опоиди. Така да комплексна е целата и уште точно дури и гени се откриени кои што влијаат на почетокот на пубертетот, како МКРН3 генот,
така да многу е комплексна целата состојба околу настанување Така, на многу пубертетот. фактори влијаат врз почетокот на пубертетот, но факт е дека пубертетот почува се порано, а и се поголем е бројот на деца со зголемена телесна тежина. Дали масното ткиво се однесува како ендокрин орган? Точно е. Масното ткиво ние порано го сметавме дека тоа е само едно ткиво кое што се натрупува со зголемена телесна тежина, но масното ткиво е ендокрин орган. Значи постојат хормони кои што се наоѓаат во масното ткиво и кои што делуваат, на пример лептинот. Лептинот е поврзан со праќање на сигнали во централниот нервен систем за осетот за ситост. Исто тука е резистинот кој што влијае на регулацијата на инсулинската сензитивност. Потоа адипонектинот, значи има повеќе хормони во масното ткиво кои делуваат. Исто така и гастроинтестиналниот систем е регулатор на хормони, таму е герлинот, исто регулатор на апетитот. Така да се е тука поврзано, сите хормони се поврзани и делуваат заедно. Дали зголемената телесна тежина влијае на поран почеток на пубертетот кај девојчињата или и кај момчињата? Знаете, може ли ке момчињата тоа да биде причина пак за одложување на пубертетот? Кај девојчињата зголемена телесна тежина, ако е умерена, може да биде причина за поран почеток на пубертетот. Но ако е морбидна, значи многу зголемена, онда може да се одложи пубертетот. Така да, пак ќе кажам, тука треба да постои една критична маса. Значи, сепак, зголемената телесна тежина, ама умерена, може да доведе до појава на предвремен пубертет, мислам, порано почнување на пубертетот, а кај момчињата најчесто го одложува малце пубертетот, закаснува пубертетот. А може ли зголемената телесна тежина да предизвика впечаток кај родителите дека пубертетот започнал, а всушност тоа да не е така? Да се наталожат масни наслаги кај девојчињата, кај градичките, па сето тоа да изгледа како пубертетот да е во тек, но да не е точно. Тоа го нарекуваме ние адипомастија, значи имаме како зголемени градички кај девојчињата, а тоа всушност е масно ткиво. Така да не се работи за жлездено ткиво, за прав раст на гради, туку се работи за една појава која што е поврзана со зголемување на телесната тежина. Потребно ли е децата да имаат одредена телесна тежина за да започне пубертетот? Да. Тоа го кажа се. А што тоа значи? Тоа колкава телесна тежина? Колкава? Па не можам сега точно да кажам, затоа што има различна возраст на почеток на пубертетот, но можам да кажам дека таа треба да биде во граници на нормална тежина. Да не биде премногу слабо детето и да не биде премногу дебело детето, значи да биде негде во средина. Сепак, тие со поголема тежина сепак почнуваат порано. А што е со начинот на исхраната? Да. Како таа влијае, да речеме, пилешко месо во кое што има многу хормони и слично? Ние ги нарекуваме тие субстанци кои имитираат хормони, ги нарекуваме ксеноестрогени. Тоа се хемиски субстанци кои што се наоѓаат во некои производи, например пластиката, микропластиката, тоа е многу актуелно сега. Има некои хемиски субстанци кои имитираат естрогени хормони. Потоа, ако се хранат пилињата и кокошките, ако им се додаваат хормони во исхраната, онда тие се пренесуваат и кај децата, и кај возрастните исто. Исто така, некои пестициди се окривени дека може да имитираат естрогени хормони. Така да морам да кажам дека многу е тешко да се каже кои све субстанции може да влијаат и да... Исто така има студии кои кажуваат дека имало епидемија на предвремен развој на гради кај дечиња кои што биле хранети со формула. Значи, тоа во Латинска Америка има една студија, но тоа е пролазна појава, но сепак дошло до некое зголемување на естрогените хормони.
Исто конзерванци се откривуваат да бидат ксеноестрогени. Многу е тешко сега во овој период, во наше време, да кажеме дека некој се храни правилно и дека некој се храни, како да кажам, здраво. Затоа што од секаде сме бомбардирани со разни хемиски супстанци. Што доколку пубертетот започне на 8-та година кај девојчињата или пак 9-та кај момчињата? Ние и во светот и кај нас се ставот дека секој пубертет кој ќе започне пред 8-та година се станува збор за предвремен пубертет. А кај машките секој пубертет кој ќе настане пред 9-та година се нарекува предвремен пубертет. Сега, кај девојчињата предвремениот пубертет прв знак е брзото растење во висина. Додека кај машките прв знак е зголемување на тестисите. Потоа девојчињата развиваат градички, па пубична аксиларна влакнатост и на крај како последен феномен се јавува менструалното крварење. Кај машките тестисите прво растат и тоа имаме ние на 3 мл, околу 4 мл, тоа е веќе почеток на пубертетот, на тестиси, волумен на тестиси. И потоа, како што се зголемува, како што продолжува пубертетот, тестисите се развиваат, се ова аксиларна и пубична влакнатост и на крај брада добиваат и нормално расти на другите органи. Значи, понекогаш има некои суптилни знаци за почетокот на пубертетот, како што е забрзаниот раст, што родителите обично не го поврзуваат со пубертет. Така е, тоа е првиот. За разлика од девојчињата, машките растат во втората половина на пубертетот и често имаме родители кои доаѓаат и се жалат дека нивното дете е многу ниско и кога ќе го прегледаме, ќе видиме дека пубертетот туку што започнал, иако детето има 13-13,5 години, дека и се работи за задоцнет конституционално задоцнување на пубертетот. Значи тоа дете ќе расте нормално, само што малку касни. До кога најдоцна може да се јави пубертетот, кога збориме за доцен пубертет? Овака сега на која возраст веќе сметате дека доцни? За машки деца има два различни става. Некои автори кажуваат 13,5 години, други автори кажуваат 14 години. Така да после тој период е веќе задоцнет пубертет, кај женските деца е истата возраст, 13,5, 14 години, додека менарката може да се чека дури до 16 години. Првата менструација. Првата менструација, да. Да проговорим уште малку за оние суптилни знаци за пубертет. Дали може би кај детето доколку се јави промена во мирисот на потта, тоа значи дека пубертетот започна? Знаете што, тоа многу исто така имаме пациенти кои што доаѓаат заради променет мирис на потта кај детето и тоа најчесто се работи за прерана активација на надбрежната жлезда која што е одговорна за аксиларната и пубичната влакнатост. Но тоа не е нешто да се плашат родителите, затоа што обично децата кои се раѓаат со мала родилна тежина или прематурни, значи кај нив доаѓа до предвремено активирање на адреналната жлезда и појава на мирис на потта. И да направиме неиследувања, нема да најдеме некои отстапувања. Но, ако се појави аксиларната влакнатост и ако се појави пубичната влакнатост, мора тоа да се испита и да се направат соодветни тестови. Значи, доколку се јави само промена во мирисот на потта, тоа не е ништо опасно, не. Но доколку е проследено... Но доколку имаме совлакнетост на полните органи и подмишки, тогаш мора да се направат тестови некои, за да се види да нема некој проблем со адреналната жлезда. Оние деца што влегле рано во пубертет, дали ќе заостанат во растот, односно дали ќе останат ниски? Тоа е еден од главните стравови на родителите. Морам да кажам дека тие деца кои што ги третираме за предвремен пубертет, опасноста е, ако не се третираат, да останат ниски.
Затоа даваме терапија со гонадотропин релизинг хормони агонисти, кои што го запираат пубертетот на известен период, додека не дојде време за нормално настанување на пубертетот. И заради тоа, нашата причина е да не останат ниски, затоа што тие во моментот кога го диагностицираме предвремениот пубертет се највисоки во класот, но потоа остануваат со таа висина и не растат повеќе. Сега, со таа терапија го зголемуваме, паузираме пубертетот, продолжува пубертетот продолжува детскиот раст и тогаш кога е време за пубертетот стопираме со терапија и они продолжуваат нормално да се развиваат понатака. Нема никакви нус ефекти за фертилитет, за било каква друга проблематика, патологија. Така да тоа е ефикасна терапија. Но исто така морам да кажам дека кај женските деца е почест идиопатски предвремен пубертет, кај 90% од девојчињата, додека кај машките е многу поозбилен проблемот ако се јави предвремен пубертет пред 9-та година. Значи, кај машките имаме зголемена патологија ако е предвремен, додека кај женските не. Во секој случај, пред да започнеме со терапија, ние мораме да откриеме причината и обавезно правиме магнетна резонанца на хипофиза да видиме дали се во ред со централниот нервен систем. Значи, доколку е предвремен пубертетот, тоа се настапува со терапија. Што доколку е ран пубертетот? Значи, детето влегло на 8, девојчето на 8, момчето на 9 години. Дали тука се интервенира? Знаете што многу е важно кое е темпото на пубертетот. Значи имаме брзо темпо на пубертет, имаме средно темпо, имаме бавно. Сега ако е бавно темпото, ние ништо не правиме. Го оставаме пубертетот да си оди. Ако е средно исто така, но ако е брзо темпото, значи во рок од неколку месеци да се развие девојчето комплетно и да добие дури и менструално крварење, тогаш мораме да стопираме. Сега, кога ќе се обратат родителите на детски ендокринолог со нивното дете за пубертет за кој што се сомнeva дека порано започнал, се баре да се направи еден преглед кој што е поврзан со дланката. Да. Рентгенска снимка на дланка. Зошто? Многу ни е важна коскената матурација и тоа освен мерењето на висина и тежина и одредувањето на стадиумот на пубертет по Танер, мислам тоа се англиски автори Танер и Whitehouse кои ги дале овие критериуми. Значи, освен тоа се прави рентген шака за да се види како хормоните делуваат врз коскениот систем. Ако имаме забрзана коскена матурација, тоа значи дека тука мораме да водиме сметка дека имаме предвремено созревање. Значи, ако имаме забрзана. Ако имаме забавена коскена матурација, тогаш нешто не ни е во ред со растот. Колкава одстапка се толерира помеѓу коскената возраст и календарската? Овака, ние обично добиваме одстапки околу неколку месеци за тие што се испитуваат, што не се сомневаме дека имаат предвремен пубертет, но ако имаме забрзување од 2 до 3 години, дури некогаш и 4 години, тогаш тоа ни е знак дека мораме веднаш да направиме тест за хормони, хормонален тест, и да видиме кои се покачувањата на гонадотропините, односно на ФСХ и ЛХ. Од хипофизата. Од хипофизата. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани од тој момент емисијата е контактна и можете да поставите прашање кое што се однесува на денешната тема, а тоа е пубертетот кај девојчињата и кај момчињата, кој што се порано започнува. Доколку се забележи на оваа снимка дека зоните за раст на коските се затворени, Да. Што во тој случај? Тоа веќе е завршен растот. Тогаш не може да се интервенира? Не може да се интервенира. Значи има одредена точка после која што не може да се направи ништо. Точно, за растот не може, али за психолошките ефекти тогаш може. Дека не е само растот во прашање, тука се исто така е многу важно како детето е психолошки, дали е психолошки спремно за пубертет.
Затоа што ако имаме девојче на 6 години, кое што е развиено со гради, со пубична акселарна влакнатост, тоа не е зрело и е подложно на манипулации, на злоставување, ако има предвремен пубертет. Ама кај тоа не би очекувале затворање на епифизните Не би очекувале кај тоа дете. Али кај поголеми може да има затварање, но психолошките ефекти мораме да ги гледаме исто така. Значи, сепак, тоа е еден комплексен пристап. Комплексен пристап, да. Споменавте дека се испитуваат одредени хормони што ги излачува хипофизата, Да. доколку започна порано пубертетот. А што е со хормоните на тироидната жлезда? Дали и тие кај децата може да влијаат на пубертетот? Како не? Ако имаме намалена вредност на тироидни хормони, значи ако имаме една хипотиреоза, може да настане предвремен пубертет. Да. Предвремен пубертет поради намалена многу намалено лачење на тироидни хормони. А доколку се изголемено нивното лачење? Додека е изголемено нивното лачење, не би требало да има некое пореметување во пуберталниот статус, но ако е намалено, онда тоа е една причина за настанување на предвремен пубертет. Значи тешка хипотиреоза. А доколку е умерена хипотиреозата? Не би требало да има проблем. Значи само во екстремни случаи, да. А кога родителите треба се посомневаат дека нешто не е во ред со тироидната жлезда кога детето е во пубертет? Дали исто за останувањето во растот можеби некогаш би укажувало и на хипотиреоза? Да, исто така и за останување на растот укажува на хипотиреоза. Ние често добиваме деца сега кои што имаат автоимун тироидит, тоа е Хашимотов тироидит. Морам да кажам дека најчесто се децата со синдрома Даун кои што имаат автоимун тироидит, но и други деца. И првите симптоми може да бидат замор, малаксалост, неодење во тоалет, често поголема нужда, сува кожа, неможност за концентрација, додека зголеменото ниво на тироидни хормони обратно, значи имаме влажна кожа, имаме екзофталмус, односно очите малце се испакнати, имаме зголемување на тироидната жлезда, и во едниот и во другиот случај може да биде зголемена, тоа го нарекуваме струма. Исто така имаат тахикардија, значи забрзана работа на срцето, и доста се нервозни, агитирани, може да имаат анксиозност, така да не спијат доволно, за разлика од овие првите кои спијат повеќе, со хипертиреоза не спијат доволно. И тоа се сите најзначајни симптоми. Ке ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Добар ден. Добар ден. Би сакала да прашам поврзано со девојче 3 годишна возраст. Така. Со малка прекумерна влакнатост на рачиња и на грб со црни влакненца, па би сакала да знам некое искуство од други деца за што би се работело. Значи влакнатост по телото, влакненца, така? Да. Да немате, професорке, некој прашање дополнително? А дали во пубичната регија има влакнатост? Не. Само по рачињата, по грбот, по ноџињата, така? Рачниот грб, да. Така. А дали има некој член во фамилијата кој што е повлакнест? Па има, не можам да кажам дека не, меѓутоа дали на 3 години нормално да биде така. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Исто и ова често пати е голема грижа кај родителите кои ќе забележат влакнатост. Имаме доста такви деца кои доаѓаат со зголемена влакнатост по телото. Сега тоа може да биде екстремно зголемена влакнатост или па може да биде само мала влакнатост. Обично родителите се плашат кога се тие црни влакна, по нозете, поизразени, по рацете. Во некои случаи правиме рентген шака да видиме дали имаме некој проблем. Во други случаи само ги следиме.
Во ретки случаи правиме хормонални тестови. Може тоа да биде поврзано повторно со исхраната доколку се внесуваат оние работи што пред малку ги Па ништо не е наведовте? исклучено, да ви кажам, ништо не е исклучено сега. Значи ендокринолошки преглед препорачувате во овој случај или? Па препорачувам нека дојдат да се уверат дека е се во ред, да ги видиме и ние тие деца, дека друго е по телефон да се слушнеме, а друго е да го видиме Така, да го видите лично пациентот. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. По програма сте повелета. Ве молам, би сакала да прашам, јас имам две ќерки, едната е 11 години наврши во јануар, другата 10 во март. На двете им се извадени, на првата и се извадени трите крајника, а на втората само третиот. Девојчето доби менструација сега, само што наврши 11 години, инаку е повисока од мене, над 1,65 м. Значително се извиши, а се појавија исто гради, па ме интересира дали е тоа уште од 10 години. А на втората помалата, она уште има спот која што многу интензивно и специфично мириса, уште од 9 години, влакнато, така помалку, меѓутоа веќе 1 година. Јадат пилешко прилично, јадеме пилешко, инаку психолошки се вака, дружелюбиви, одлични, тоа. Ви благодарам за вклучу. Така. Добро. Да, имате уште нешто да додадете? Па би сакала да знам дали е вообичаено, сега се соочуваме со менструација која што трае 7 дена, например, со пот, па мирисала и така. Професор, ке повторно имате некој прашање или тоа е тоа? Па овака, јас зголемена влакнатост кај има кај помалата ќерка. Дали кој ке помалата ќерке? Веќе од 9 години се појави влакнатост Добро. и потта почна да мириса уназад 1 година, од 10 години, сега во март направи 10. А влакнатост каде е влакнатоста? Има под пазувите веќе 1 година влакнатост. Аха. Па може И да ја на донесе публична помалата ќерка на преглед, може заради таа влакнатост и тој мирис. А поголемата чим се на 11 години, тоа е веќе нормална возраст за добивање менструација, порано да малку, но во последно време имаме и по 10 години пациентчиња кои добиваат менструално крварење, така да јас не би ништо тука кај ова дете превземала. Инаку пораснала, Така. метар 65 и понатака расте. И сега морам да кажам исто така дека некои родители прашуваат дали со добивањето на менструација Завршува растот. завршува. Сега ќе кажам дека само 15% од сите девојчиња продолжуваат да растат после добивањето на менструација. Обично растот завршува, за жал, кај поголемиот број од девојчињата. Што значи значи завршува ниту 1 сантим, 2 или има некоја Да ви кажам, ретко, Висина што може постигнат? ретко, само 15%. Значи, ако е девојчето во тие срекни 15%, ќе продолжи да расте и ќе има една нормална висина. во спротивно може тука растот Може да запре. стопира, да. И обично ние тие девојчиња кои што спомнавте порано ран пубертет, кои што значи се над 8 година, но пред 9 година, така на граница. Така. А имаат веќе добиено менструално крварење, тука стопираме. Тука го стопирате? Го стопираме, да. Со лекови. Со инекции. Со инекции. Со инекции еднаш месечно се прима гонадотропин релизинг хормон аналог, кој што го стопира пубертетот. И колку време? Зависно од трае? возраста. Ако е помала возраст, онда лечењето трае подолго. Обично третираме, ако ги диагностицираме негде 6-7 години, ги третираме докај 10-10,5 години. И потоа постепено, значи, продолжува пубертетот, отприлike околу 6 месеци после прекинување на терапијата продолжува пубертетот. Се случува ли да дојдат родители со девојчиња кои што подоцна на 11-12 години добиле менструален циклус и да побарат ваков тип на терапија за да се извишат уште малку? Не. Не? Не сме имали, не знам, може моите колеги имаат, јас немам таков случај. Родителите се плашат ли од терапијата која што го стопира пубертетот и може ли таа да доведе и до сепак до некакви несакани ефекти? Овака,
Прв пат кога ќе се даде инекцијата може да доведе до, пошто тоа предизвикува вештачка менопауза, таа терапија, да. Значи, за тоа се стопира пубертетот. Сега, после првата инекција може детето да почувствува некои валунзи, значи топли бранови, или пак да имаме местото на инекција да се зацрвени и затоа го чуваме детето после првата инекција 2-3 сата да видиме да нема некоја алергична реакција. Инаку други нуспојави нема. Само морам да кажам дека градите се повлекуваат, ако има менструално крварење се повлекува, но пубична и аксиларна влакнатост не се стопира. Тоа е еден феномен што, мислам, кај некои се стопира, кај други не и така. Бидејќи е поврзано со надбубрежните жлези. Со надбубрежната жлеза, да. Друго оскево прашање? Да. Колку често имате пациенти кои што влегуваат, мали пациенти кои што влегуваат рано во пубертет и е потребна некаква интервенција? Па да ви кажам, порано беше почесто, сега па не е толку често, ама има. Нон-стоп има пациенти. Морам да кажам дека постои една варијанта на предвремен пубертет, тоа 3 варијанти постојат. Една варијанта е прематурна теларха. Тоа значи, што е тоа? Најчесто тоа е само изолиран раст на гради. Најчесто доаѓаат мали бебиња, околу 6 месеци, 3 месеци, до година дена, 2 години, 3 години, кај што има раст на гради, но тоа е привремен. Значи, дури велате ако ги стиснати дека млекце може да излезе. Може, ама не препорачуваме стискање, никаква манипулација со градите. Заради тоа што може да настане инфекција. Сега, тука правиме анализи кои што ќе исклучат предвремен пубертет, нормално рентген шаки, ако има потреба хормонално испитување, и тогаш ги советуваме родителите само да доаѓаат на редовни контроли и после извесен период таа појава ја снемува. Исто така имаме изолирана адренарха, каде што имаме појава на пубична и аксиларна влакнатост, исто така треба да се иследи зошто е тоа така, и изолирана појава на предвремена менарха. Значи, без никаков развој, само добивање на менструално крварење. И такви деца имаме, кои што, кај кои родителите приметиле вагинално крварење. И тоа мора комплетно да се евалуира и да се иследи и да се види причината. Кога девојчињата ќе го добијат првото менструално крварење, за колку време тој процес треба да се нормализира? Да се добива менструацијата еднаш во месецот? Да, знаете што многу често нас родители не доаѓаат со менструални крварења во почеток кои се нерегуларни. И обилни. И тогаш имаме консултација нормално и со нашите гинеколози, затоа што има гинеколози колеги кои работат исто деца. Значи ги праќаме и таму за консултација, но обично чекаме 2 години за да се стабилизира циклусот. Но ако се многу обилни крварењата, онда мораме да ги испитаме и хематолошки, значи да испитаме да не се работи за некоја друга причина, која што е заради која што се појавува тоа обилно крварење, и сме откриле во Вилебрандова болест, сме откриле тромбопатии, така да мора тоа да се иследи во секој случај. Значи обилните менструални крварења? Обилните менструални, да. И да ви одговорам на уште едно прашање, заборавив преска. Најчесто ни доаѓаат родители на машки деца, кои што се секираат дали нивното дете ќе порасне. Значи, машките деца се почесто присутни кај нас отколку женските. Како што пубертетот обично доцни? Да, кај машките обично доцни и тие се наоѓаат дека тие мислат дека се најмали во класот и дека нема веќе да пораснат и се фрустрирани заради тоа, и ние кога ќе го извршиме целосниот преглед и ќе видиме и нормално анамнезата од родителот, како се развивал таткото, е многу важно, и прегледот, самиот преглед ќе ни укаже, може и рентген шака да направиме, и ќе видиме дали тоа дете има потенцијал понатака да расте. И нормално ќе ги
убедиме дека е се нормално и дека понатака ќе биде се во ред. Но имаме и некои терапии, ако е детето со задот след пубертет, има психолошки некои секирации, некои дека нема да расте, дека не се развива, онда може да идеме и со некои мали дози на тестостерон, да го подбутнеме да се малку, потикне пубертетот? да се потикне, пубертетот, за да почне растот да се забрза и да почне и развојот. До која возраст момчињата растат? Момчињата растат покасно, значи може да имаме раст до 16-17 години, дури некои момчиња и после 18-та година може да растат. Значи тогаш може да се извишат, но не и девојчињата веќе како што споменавте? Не девојчињата, затоа што знаете, ако се сеќавате, јас се сеќавам исто така дека во 8 одделение девојчињата беа повисоки од момчињата. А потоа во први и втори клас од гимназија, тогаш момчињата веќе се извишуваат и стануваат повисоки од девојчињата. А доколку се забележи во пониските одделенија забрзан раст кај дете, кој што нема генетска основа за тоа, треба да се побара преглед веднаш? Треба. Да не започнал пубертетот. Да не започнал значи, тоа е првиот знак? Тоа е првиот знак кој во главном се занемарува. Дали кај децата во пубертет е точно дека се зголемува отпорноста на инсулин? Да. Тоа е физиолошка? Тоа е физиолошка, проблем? тоа ние го приметуваме кај нашите пациенти со диабетес, кои што влегуваат во пубертет, со диабетес тип 1, и тука се јавува инсулинска резистенција, односно инсулинот не делува како што делувал порано, кога биле помали, и потребни се поголеми дози. Тоа исто се однесува и на здравите деца. Значи се јавува една инсулинска резистенција која е нормална појава во пубертетот и која после, кога ќе заврши пубертетот, ја снемува. Сега, инсулинска резистенција може да биде и патолошка, да имаме инсулинска резистенција кај овие обезни деца што се. Како тогаш правите дистинкција што е физиолошко, што е патолошко кога станува збор за инсулинска резистенција? Зависи од тежината на детето. Значи, овие нормално здравите деца немаат инсулинска резистенција толку изразена. Овие што се со големена телесна тежина имаат инсулинска резистенција, дури откриваме ние и предиабетес, гликозна интолеранција откриваме, значи некои патолошки состојби заради кои треба да се стават на диета децата или да примаат соодветна терапија. Колку често се поставува ваква диагноза кај децата? Често да ви кажам, затоа што у последно време е многу зголемен бројот на обезни деца. Дали ти може да развијат класичен метаболен синдром како и кај возрастните, да речеме да им се качи крвниот притисок, да имаат покачен холестерол во крвта, стомачна дебелина? Сега ќе ви кажам, ние имавме еден проект на нашата клиника и тоа заедно со една колешка професорка од професор Кузевска Манева од оддел за кардиологија и го испитувавме кардиоваскуларниот ризик и многу други фактори кај обезните деца. И што пронајдовме? Пронајдовме дека овие деца, прво испитавме 114 деца и тоа ни се објавени резултати. Прво имаат повисок крвен притисок. Значи имаат повисок крвен притисок. Второ, најдовме пореметување во функцијата на тироидната жлезда. Најдовме пореметување, замастување кај некои деца на црниот дроб. Потоа најдовме кај некои деца ја не ми текнува точно кои, дури најдовме и 2 деца со диабет тип 2, што порано не сме ги имале, и исто така најдовме деца со инсулинска резистенција. Сега, ковидот нас ни направи голем проблем, затоа што пред ковидот ние диабет тип 2 немавме. Немавме пациенти, тинејџери со диабет тип 2. После ковидот, осим зголемување на бројот на деца со диабетес тип 1, ние имавме зголемена појава на тинејџери кои што имаат предиабетес и кои што имаат диабет тип 2.
Можете ли да ни ја посочите суштинската разлика помеѓу диабетес тип 1 и диабетес тип 2? Диабетес тип 1 има целосно отсуство на инсулин. Додека кај диабетес тип 2 има инсулинска резистенција. Значи има инсулин, но телото е Да, отпорно. но телото не го прифаќа. Просто кажано. Така. Инаку морам да кажам дека има некои нови сознанија за диабетот тип 1. Се врши веќе во некои европски земји скрининг за диабетес тип 1 и тоа кај фамилии кои што имаат член со диабетес тип 1, значи се испитува присуство на антитела кон Лангерхансовите островца, има 5 антитела. Едно ако има, онда се следи на 6 месеци, 2 ако има на 3 месеци, тоа некои земји веќе го прават и исто така има некои обиди да се одложи настанувањето на пубертетот, се извинувам, на диабетот, ако се открие во рана фаза пред да биде манифестно со клинички знаци. Значи со некои терапии да се стопира прогресивното уништување на панкреасот. Ова е навистина голем чекор. Голем чекор во третирањето. И се надевам дека и ние ќе се придружиме на тие иницијативи и на тие студии, се надевам наскоро. Професорки, моето последно прашање за денеска, кога родителите треба да се обратат на ендокринолог, кога забележуваат некакви нарушувања во пубертетот кај нивното дете, во кој момент? Ако приметат раст на градички пред 8-та година, кај девојчиња. Ако приметат раст на тестиси пред 9-та година кај момчиња. Ако приметат дека после 13,5 години кај машки и кај женски нема знаци никакви за пубертет. Тоа се главните причини. Ако приметат појава на пубична или аксилна влакнатост пред 9-та година кај машки и пред 8-та година кај женски. Тоа се ако приметат дека има менструално крварење помеѓу 8-та и 9-та година и дека има целосен секундарен сексуален развој. Значи тоа се ситуации кога Тоа ситуации кои мора да се пријават кај детски ендокринолог. Кај било кој детски ендокринолог. Ние сме четворица. Четворица, сега имаме млада колешка со нас. Па се надевам понатака. Дека тимот ќе расте? Тимот ќе расте, да. Па да ви кажам, има тимови, например, во Словенија, каде што има по 13-14 педиатрски ендокринолози, така да ние сме многу мал тим. Така, но успешно се справувате со бројните предизвици. Значи, често имате родители кои што се загрижани главно за растот на нивното дете, а тоа е на некој начин условено од пубертетот. Да. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Многу ви благодарам и на вас за приликата да се нешто дознае за пубертетот, да се покаже на родителите кога треба да дојдат и како треба да се однесуваат. Ви благодарам уште еднаш, а ќе им се заблагодарам и на гледачите што и денеска беа дел од оваа емисија. Почитувани ви посакувам пријатен ден.